Добар ден, ова се пладневните вести на Канал Плюс телевизија. Почнуваме со најава за настаните на денот. Денес е меѓународен ден на лицата со инвалидитет. Државата треба уште многу да работи за вклучување на лицата со инвалидитет во сите сфери на општеството. Тутунарите ги добија субвенциите. 25 милиони евра се исплатени на околу 29.000 тутунопроизводители. Грција е во 24-часовен генерален штрајк во знак на протест против усвоениот државен буџет. Јавниот транспорт е блокиран, не функционира железницата, а се очекува нарушување и на воздушниот сообраќај. 3 декември е меѓународен ден на лицата со инвалидност. Низа активности се организираат денес за да се потенцира важноста на општеството и сите нас како поединци да создадеме услови за квалитетен и исполнет живот на лицата со било каков инвалидитет. Според Светската здравствена организација, повеќе од 1 милиарда луѓе имаат некој вид на попреченост. Стапката на попреченост се зголемува со растот на светската популација, со старењето на населението и зголемувањето на хроничните здравствени проблеми. Не имаме проблем, јас сега зборувам за моите членови кои се во порака, лицата со ментален хендикеп. Овие лица, најгорлив проблем ни е сега во моментот што кај нас функционира социјалниот клуб во овие простории, меѓутоа нам ни треба дневен центар за возрастни лица. Знаеме дека постои дневниот центар во Ново село, меѓутоа сега и таму е малку покачена границата, така да веќе имаме и таму возрастни деца 21-22 години, меѓутоа нашите деца са 25, 26, 27. Ние на секој начин ги анимираме нив, гледаме да се дружат, да бидат заедно, да и пружаме поддршка на нив и да знаат и они дека некој се грижи за нив и мисли на нив. Меѓутоа дневниот центар не е и текако неопходен. Покрај дневниот центар имаме проблеми со здравственото осигурување, што мислам дека тоа е проблем на ниво на Република, на ниво на држава. Лицата кои што се до 26 годишна возраст се ослободени од партиципација, додека останатите лица, сигурно дека тие не се лица со интелектуална попреченост, само лица до 26 години и над 26 остануваат, дури и поголеми здравствени проблеми се јавуваат кај нив, така да тие после 26 години плаќаат партиципација за секакво лекување. И тука мислам дека државата треба да обрне поголемо внимание за овие лица. Денеска премиерот на владата на Република Македонија Никола Груевски е во посета на Кочани и Виница. Според агендата ќе изврши посета на населбата Драчевик, каде се гради новата социјална зграда и се асфалтираат неколку улици, а ќе присуствува и на отворање на новиот погон, турска инвестиција во фабриката Жито Ориско. Премиерот Груевски денес ќе го посети и село Ризари, каде во завршна фаза е изградбата на училишната спортска сала. Во Виница премиерот ќе изврши увид во потенцијалот на индустријската зона. Околу 29.000 земјоделци и тутунопроизводители ги добија субвенциите за овогодишниот род. Вкупно 25 милиони евра се исплатени за субвенции за тутун во тек е откупот на тутунот, а од владата најавуваат будно следење на откупот, со цел соодветно да се вреднува трудот на земјоделците и квалитетот што го постигнале во производството на тутун годинава. Во овие вести се навраќаме на вчерашната акција за пошумување Ден на дрвото засадија својата иднина. Оваа акција беше повод основното општинско училиште Дедо Илио Малешевски да го започне проектот Засади дрво, засади цвет за поубав свет, со кој учениците во континуитет ќе работат на уредување на училишниот двор. Основното општинско училиште Дедо Илио Малешевски денешната акција ја искористи да започне со имплементација на проектот Дендропарк, преку кој ќе се уредува училишниот двор со декоративни дрвца, а до секој ќе биде поставена и информативна табла.
ние се стекнавме со статус сребрено ниво, односно сребрено знаме. Тоа се должи на долгата и макотрапна работа на учениците, на вработените. Аплициравме во проект на тема биодиверзитет со наслов "Засади дрво, засади цвет за поубав свет". Еве веќе исходот од самиот проект го гледате. Претходниот месец беа објавени училиштата кои ги добија овие грантови. Денес ние на овој денешен ден го означуваме почеток на самиот проект. Самите растенија кои што се садат во училишниот двор се обезбедени од Сдруженијето ОХО. Па ние садиме дрвца за да имаме повеќе чист воздух во нашиот крај, да ни биде зелено нашето училиште и нашиот училишен двор. Бидејќи тоа е убаво за природата и за да го украсиме нашиот школски двор. Ние во нашиот училишен двор засадуваме дрва. До година ќе одиме и на планината и ние да засадиме. Садиме дрвја за да биде позелено, почисто, да има поубав, почист воздух. Денеска е ден на дрвото и ние засадуваме нашата иднина. Денеска е ден на дрвото и ние засадуваме дрвца. Ние засадуваме нашата иднина и за да биде чиста нашиот двор и нашата природа да биде прекрасна. Партнери во проектот на Основното општинско училиште Дедуилјо Малешевски се организацијата ОХО и општина Берово. Под мотото "Хуманитарен пулс" Алин Чеманова вечерва во дискотека Пулс во Кучани се планира голем хуманитарен концерт на кој учество ќе земат познати кучански музичари и бендови. Концертот започнува во 21 часот, а влезницата изнесува 100 динари. Со цел да го подржи лекувањето на Алин Чеманова и општина Кучани организира хуманитарен концерт на македонската етногрупа Монистра. Концертот ќе се одржи на 11 декември во Центарот за култура Бели Мугри. Најмалку 14 лица стана жртви на масовно пукање во калифорнискиот град Сан Бернардино. При престалка со полицијата, еден од осумничените стрелци кој го започна пукањето беше соборен. Еден од наводните напаѓачи бил повреден од силите на редот, но првично не беше потврдено дали е починат или само се здобил со повреди. Настрада и вработен од силите на редот, но неговите повреди не се опасни по живот. Според неофицијалните податоци, околу реонот на несреќата е пронајдена најмалку една експлозивна направа. Британските воени авиони ги извршија своите први воздушни напади врз ИСИС во Сирија неколку часа откако британскиот парламент синоќа изгласаа да се прошират операциите кои досега беа вршени само во Ирак. Нападите беа извршени само неколку часа откако британските пратеници гласаа за проширување на воздушните напади во Сирија. Планот на Камерон по 10-часовната дебата го поддржаа 397 пратеници, додека 223 гласаа против. 4 авиони Торнадо на британските воздушни сили РАФ тргнаа во акција од базата на Кипар кратко време по гласањето. Двата најголеми синдикати во Грција денеска организираат генерален штрајк во знак на протест против освојувањето на буџетот на земјата. Болниците во Грција денеска ќе работат со основен персонал. Јавниот транспорт ќе се одвива со големи тешкоти, затоа што нема да работат никои линии на метрото и на градските автобуси, а нема да има ниту возови затоа што на штрајкот ќе се приклучат и вработените во грчката железница. Се претпоставува дека ќе има нарушување и во воздушниот сообраќај. Против владините мерки на штедење вчера штрајкуваа и грчките медиуми. Весниците не излегоа, а немаше ниту вести на телевизиите и радијата. Две победи и еден пораз е билансот на кошаркарската екипа на Баскет Кам Рудник САС од Македонска Каменица во рамки на изминатите надпревари кои се играа во М16 и М14 младинските конкуренции. Девојчињата имаа настап во Скопје каде го поразија домашниот тим на Шкупи со 39-16. Најдобар поединец кај тимот од Македонска Каменица беше Стефанија Георгиевска со 13 постигнати поени. Во М16 машка конкуренција со убедливи 85-35 Баскет Кам Рудник САС славеше на тимот на Феникс од Скопје. Најдобар поединец
победенец на овој натпревар беше Александар Тодоровски со 14 поени. Пораз доживеа младинците кои се надпреваруваат во машка конкуренција М14, тие загубија од тимот на АБА со 67-37. Најдобар поединец во оваа конкуренција беше Стефан Гоцевски со 15 постигнати поени. Надпреварите во младинските лиги продолжуваат овој викенд. Во конкуренција М14 мажи, тимот на Баскеткам во следното коло му гостува на тимот на Академик. Во женска конкуренција, кошаркарките на Баскеткам овој викенд играат на домашен терен против тимот на Јуниор. Овој викенд свој надпревар играат и кошаркарите во М16 машка конкуренција на домашен терен. Тимот на Баскеткам Рудник Сасет ќе го пречека тимот на Вардар. Ова се во вестите на Канал Плюс телевизија. Повеќе се настаните денес, гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!